Паметен избор ви представува Баш денеска правам нешто за прв пат. Добро утро, драги мои. Денеска имам посебна причина да снимам видео, а тоа е Тадан! Парламентот во Виена. Која иронија. Во својата родна Македонија никогаш не сум ја имала таа можност да го видам, да го посетам парламентот во Скопје. А тука ето ми се укажа и тоа по моја иницијатива. Така да ако сум во можност ќе ви снимам внатре да видите се што ќе видам јас. Имајте убав ден и се јаваме таму. Ево, драги мои, сега се наоѓам во ходникот од парламентот. На секој еден посетител му е дадена значка која мора да ја носи околу вратот во текот на посетата. Исто така, морам да напоменам дека пред да влеземе во ходникот од самиот парламент, бевме претресени буквално исто како на аеродром. И во тој дел од парламентот снимањето е строго забрането, иако како што видовте јас веќе го прекршив тоа правило. Парламентот се наоѓа во склоп на еден огромен комплекс наречен Хофбург, кој што е составен од многу градби. И секоја од тие градби си има свое значење. Меѓу тие градби се наоѓа и училиштето за јавање на коњи, кое што токму низ овој прозорец може да се погледне. Некогаш се случува од тука да се здогледа и некој коњ, но за жал овој пат не видовме ниту еден. Овој уред служи за прикажување на гласовите во собранието, значи колку мина од пратениците се воздржани, колку мина се за, а колку мина се против кога се изгласува некој закон. Можете да забележите дека сите ходници се со црвен тепих, а ние моментално се наоѓаме во собата која што се нарекува Шпигел салон, што во превод би значело салон со огледала. Токму во оваа соба политичарите најчесто даваат интервјуа за медиумите. Продолжувам понатака. Во Австрија моментално постојат 5 политички партии, а оваа просторија е така наречената помала сала во која што се наоѓаат точно 5 кабинети кои што служат за договарање, односно за мали состаноци кои што ги одржуваат политичките партии секоја за себе, непосредно пред почетокот на дадена седница. Повторно видете го овој плафон. Неверојатен луксус. Неверојатно нешто. Погледнете. Дека има стари прозорци низ кои што се гледа градот. Моментално дојдовме во собранието, најверојатно во главното собрание. Значи поседува капацитет од 183 политичари, кои што годишно донесуваат од прилика околу 120 закони. Секој еден политички пратеник, во зависност од својата функција, си има точно одредено седиште. Како што можете да забележите, на чело на собранието се наоѓа грбот на Австрија, орелот, кој што во едната рака држи чекан, а во другата срп, а на главата има круна. Тоа се трите символи за австриските работници, земјоделци и граѓани. Интересен е фактот дека овој орел е тежок 130 кг и представува всушност копија. Оригиналот тежел 600 кг и во една пригода паднал од зидот. И заради безбедносни причини е отстранет и е надоместен со оваа копија. Австрија се состои од 9 така наречени федерални држави. Секоја од тие држави си има своји представници
кои што го застапуваат интересот на таа држава во парламентот. Како што можете да забележите, поради короната, сите седишта се одвоени едно од друго со стаклени прегради. Горниот дел е наменет за посетители. Како што во овој случај сум и јас. На позицијата од каде што се говори, се наоѓа една црвена лампа. Штом засвети, тоа значи дека пратеникот кој што говори мора да го приврши својот говор. Значи, овдека седи бундесканцеларот, односно премиерот, овдека е главниот на собрание, од овдека се зборува, овдека главни партии во владата и сите други седат назад. Сега излегуваме главната сала, драги мои, се движиме по ходникот. Изгледате овде има некој тросет целиот испишан или двосет или што. Како што гледате, и јас се потпишав на овој двосет. И ево, драги мои, само сакам да ви доловам како изгледа ова градба од надвор. Станува збор за ова... Чекайте да одзумирам малку. За ова градба, значи цело време бевме внатре. Парламентот на Австрија. Инаку ова е новиот парламент. Стариот е градилиште моментално. Туку што купив магнет, прекрасен, на кој што пишува парламент, ќе ви го покажам кога ќе стигнам дома. И едно пенкало, масовно пенкало, на кој што исто така пишува парламент Австрија. Колку што сватив од кажаното, 1992 година во оваа градба избувнал пожар. За кој што се претпоставува дека не е подметнат и голем дел од парламентот изгорел. Веднаш до парламентот се наоѓа и Националната библиотека, каде што едва и биле спасени сите книги, кои што ги има во огромен број, се многу стари. А од другата страна до парламентот се наоѓа и школото за јавање, шпанско училиште за јавање, кое што е многу скапо Да го посетувате. Много поевтино чини да дојдете да гледате еден од тие настани кои што претежно се одржуваат преку викенд, каде што јавачите изведуваат трикови со коњите. Така да ево моментално овој дел позади мене е точно школото за јавање и баш мириса на коњи. Да не речам смрди на коњи. Да. Ево, драги мои, погледнете. Библиотека, во која што слободно можеш да си дојдеш, да го сакаш мир, да учиш или да прочиташ некоја книга, значи има многу стари книги, се што е можно, особено од германската книжевност е застапено во неа. Исто така во Хофбург се наоѓа и седишето на претседателот на државата. И ево, драги мои, конечно стигнав дома. Ми преостанува уште да ви ги покажам сувенирчињата кои што си ги купив. Ќе си купив еден магнет на кој што пишува парламент Österreich.
Значи ова цело што е зади магнет. И уште се купили исто така едно пенкало, кое што, како што можете да забележите, Република Österreich парламент. Има и васервага на него и целото е со агли, значи има и меко копче, кое што би требало да служи за притискање на екрани на мобилни уреди или на таблети. Значи не се уклучува со притискање, туку со вртење на долниот дел. Така да, тоа е тоа. Доколку ви се допадна моето видео, дајте ми на поддршка со притискање на копчето Subscribe. и се разбира, лајкнете го ова видео доколку ви се допаѓа. А ние се гледаме многу брзо со нови содржини. Поздрав!